Почина 83 годишен пациент со нилска треска на клиниката за инфективни болести. Пациентот покрај возраста имал и други хронични заболувања, потврди директорот на клиниката Фадил Цана. На клиниката од нилска треска се лекуваат во моментот 20 пациенти, 5 од нив се на интензивно лекување. За весна вирусна инфекција во цел свет нема адекватен лек. Тие се по пациенти кои првично се хоспитализираат затоа што имат манифестации невроинвазивни и тие се следат, се мониторираат 24 часовна мониторинг има кај тие пациенти и зависно како реагира нивниот имунитет, а затоа треба имунологија, да имаме податоци и знаење за имунологија, така и се постапува за тие пациенти. Најчесто симптомите се висока температура, повраќање и диареја, но и вртоглавица. Посебно треба да се внимателни возрастните граѓани и оние со хронични заболувања, појаснуваат докторите. Висока температура, силна главоболка, конфузност, што е најважно, ако пациентот претходно бил нормално, со без некое нарушување невролошко, тогаш тој пациент има индикација за преглед нормално кај матичен лекар, прво да се постави индикација дали ќе треба да продолжи исследувањето на клиниката за инфективни болести. Во општините Киселавода, Аеродром Гази Баба, Бутел и Илинден, а во населените места Драчево, Пржино, Долно Лисиче, Јурумлери и Кадино е прогласена епидемија, потврдио Центарот за јавно здравје Скопје. На терен ќе има редовно прскање од комарци во сите овие општини и населени места, објаснува Арсениевски од Центарот за јавно здравје. Едно од мерките предвидува и отстранување на сите оние садови, предмети или делови каде што се собира водата, каде што може да се развијат комарците, кај населението би препорачале користење на репеленти, поставување на мрежи, прозорци на врати, да се избегнува престој надвор во периодот кога комарците се најактивни, тоа е во самрак и во зори, и доколку морат да излезат во тој период од денот да носат долги ракави, ногавици или посветла облека. Досега 8 пациенти се излекували и заминале од инфективната клиника, а вкупно од стартот на нилската треска биле хоспитализирани 29 пациенти.